Дистрикт Цил през студио интервју на Зоран Иванов со Мимоза Ристова. Мимоза Ристова, македонската Дон Кихотка или Јованка Орлеанка или Роза Луксембург или Елпида или сепак едноставно само Мимоза Ристова, Скопјанка и мајка. Универзитетска професорка, доктор на науки, научник, писателка, полемичарка, колумнистка, блогерка на Природно-математичкиот факултет при УКИМ, Институт за физика, предава, што не предава. Предмети од областа на електрониката, електрохемија, форензика, радиација и за уште еден куп физичко-хемиски предмети и за хемиско-физичките процеси и сето и на многу други престижни универзитети во светот, не само на УКИМ, авторка на стотина научни трудови објавени и овде и во странство. Од своите колеги универзитетски професори пред некоја година е прогласена за научник на годината на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професор доктор Мимоза Ристова е последен борец за човекови права, бунтовна по правда и непопустлива за правда. Ја има, па ја нема, туку пак ќе бувне против партиските клиентелисти и политичките непотисти, против абсурдите на институциите и неспособноста на политиката со своето остро, но праведно, критичко перо пишува за теми за образованието, науката, социолошките појави, социјалните појави за дневната политика. Со примеси на антологиски критички драмолетки со низините метафорични текстови, како оној за вината за кабелот во Тетовската модуларна, например, и да не редам натаму. Мимоза Ристова, добродојдовте во Дистрикт на Цил прес студио. Простете за некоја грешка во најавата, но тука сме да ме поправите, коригирате, дополните, извадите. Здраво, многу богата најава. Јас немам што да додадам. Нити пак да одземам. Дел од работите, може би погрешно ги кажавте, физичка хемија, тоа не предавам, јас има други професори. Меѓутоа не е важно. Јас можам да предавам да физичка хемија. Физичко-хемиски процеси некакви во физиката. Добро, не, нема никаква грешка. Ќе ме демантирате или барем ќе ме коригирате, па сепак субјективно ќе констатирам дека во битките за правда сте некако осамена или мојот впечаток е можеби таков, не умеете да функционирате во тим, во политичка партија, например. Да ја преобразите таа структура однатре. Да, па јас никогаш не сум била дел од ниедна политичка партија, бев дел од тимот во СДСМ кој што требаше да работи на образовните политики кога ќе дојдеме на власт, меѓутоа изборите беа такви какви што беа, па СДСМ никогаш тогаш не дојде на власт, продолжи автократијата на Груевски и сето тоа се заборави. Се заборави мојот труд, мојот придонес остана така во некоја фиока некаде. Јас немам група, немам тим, делувам како соло и понекогаш се наоѓаат членови на мојата алијанса, се приклонуваат и можеме да делуваме како мала група на граѓани кои што сака да направи некоја промена. Иначе за политичка партија не станува збори. Не толку одамна пишувавте колумни во сепак престижниот неделник Фокус. Вест нема, мора да ви признам, јас и како професионален новинар малку сум љубоморен. Пишувавте многу чисто, јасно. Зошто се откажавте? Тоа, мојот колумнизам почна многу одамна, значи Фокус не е првиот журнал во кој што сум пишувала, пишував и за Денес, значи Денес на Јановски Џоџа, потоа пишував и во Дневник, и во Утрински весник, значи сум прекала нерегуларно колумни и свое мислење многу често во сите гласила од многу рана младост, од 30 на години, да речеме, почнав колумни. Меѓутоа во Фокус добив посебно место, Никола Младенов ми беше многу близок пријател, заедно учевме, ние се познаваме од бебиња практично. Се познававме, не знам, треба да се збори у минато време и тоа ми е тешко да го правам. И он ми даде простор да се искажам, бидејќи знаеше колкава голема фрустрација лежи во мене во
во неможноста да се искажам против режимот кој што завладеа и кој што ја обзема нашата слобода. Практично тоа беше страшно. Страшно владење на една неправда, на една узурпација на личните слободи, на автономијата на луѓето, на професорите. Така што јас многу бев среќна кога Никола ме покани да можам да пишувам редовно колумни и тоа го правев со срце и со жар, бестрашно. Тогаш вие сите се плашевте да пишувате, бидејќи Груевски ги ловеше со своите санкциони методи, ги ловеше и ги казнуваше слободните пера. И мислев дека сум јас имуна, меѓутоа не бев. И јас добив тужба од уставен судија за изречена навреда, тогаш навредата уште не беше декриминализирана, добив уште еден судски процес, добив постојано информирање од наводно пријателски душебрижници кои ќе ми кажа пази што пишуваш нешто да не ти направат. И знаев дека сум прислушкувана. Системот, државата ве замолча. Ме замолча, ме премори, нема време, мислам, кога имате судски процес еден, па два, па кога се спремате за едното, другото, вашиот капацитет интелектуален, според законите за запазување на енергијата се троши и не останува ништо за креативната работа и човек не може да пише. Јас се простив со свет. Паднато е режим Ристова, се смени нешто драстично. Па се смени. Не толку драстично, ама се смени, има напредок. Јас веќе не се плашам да пишувам. Исплатлива беше револуцијата шарена? Не во целосна смисла. Мислам дека сите сме разочарани од шарената револуција, борците вистински кои бевме од отпорот па преминавме во шарена револуција. Меѓувреме сум правела други активности на универзитетско ниво, значи формиравме прогресивната Вокс академика. Се кренавме против законот кој што ја покоруваше автономијата на универзитетот. Се изборивме за неколку работи не се изборивме и стигнавме конечно на Уставен суд, кај што јас присуствував на седницата на подготвителното рочиште, каде што еден од уставните суди искажа тешки глупости, кои што јас ги напишав во фокус, зашто добив тужба од уставен судија, што не беше лесно, навистина, да се живее со таква тужба, и уште со некои други, полуприватни, инструирани од власта, и уште со стравот дека можеби ќе ми стават бомба под колата или ќе ми подметнат дрога во бирото или 500 евра и така натаму, така што јас доаѓав на работа, прво го претресував бирото за да почнем да функционирам. Ова последно може исплатливо би било. Да. Малку шега. Отворивте вака копајки нешто за вас да сепак да се запознам со ваши активности, налетам на ваш блог. Таму имате интересни текстови. Одушевува метафоричниот за кабелот на модуларната. Да. Се откажавте од новинарството, од редакциите, си отворите своја редакција. Па да, мислам дека Таму после сте фокус позаштитени или сте поистурени? никогаш не бев заштитена, ниту фокус имав заштита, било како тоа е независно мислење од кое што уредништвото се оградува и секогаш се оградува, така што никогаш не сум била заштитена. Продолжувам со слична борба, со помала фреквенција. Ја диктирам јас фреквенцијата, кој ќе имам време и кој ќе сакам да се побунам и креативно да делувам и да го дигнам гласот против негативни феномени, со кои што изобилуваме во последно време. Веројатно целото општество изобилува. Сега ќе ви се обратам како професорка и како доктор на науки во областа. Пред некој ден следев едно интервју на еден наш познат филозоф, кој вас на учениците ве лоцираше меѓу виновниците за овие несреќи што му се случуваат на човештвото, вклучително и ова војна со Украина. Мисли на оружјето. Меѓу рационалното, што го тера човештвото постојано да војува, да биде во некаков конфликт меѓу себе, и совеста, рационалното,
е тоа што доминира, а на рационалното вие научниците, со тоа што создавате, нели, дури атомски бомби, на политичарите им ја давате цела несреќа за ова човештвото раце. Ве гризе ли совест? Не. Некои од тие што ја откриле, значи фисијата како појава, како цепење на јадрото и создавање енормни количества енергија кои што може да се користат или во енергетика или во војна, за воени и разорунувачки цели, тие ги гризало совест. Знаеме дека од Менхетан проектот некои од нив не ни спиеле ноќе од сознанието, откако сватиле зашто се сработило сето тоа и дека Хирошима и Нагасаки го живеат пеколот. Не, затоа што научниците обично кога истражуваат, тргнуваат, поготово сега во рамките на Европската комисија кога се финансираат проекти, тие проекти содржат еден куп формулари во кои што вие треба етички да се изјасните за што ќе користите, прецизно да се знае дури дали ќе биде за геном, за хумано клонирање, за такви некои драстично сензитивни предмети за истражување или за нуклеарна употреба на некои нуклеарни истражувања за нивната намена, се истражува од етички комитет после откако вие ќе се изјасните. Значи, тие проекти се финансираат од пари кои што бараат отчет априори да се искажете дали сте етички свесен и подготвен за истражувањето и се знае кои истражувања не може да бидат финансирани. Та може да констатирам дека практично политиката е злоупотребува науката и вас научниците на некој начин. Не, има тајни лаборатории каде што научниците со тајни фондови, односно државни и воени фондови се финансираат да истражуваат за воени цели. Значи ние сме обичните луѓе кои што истражуваме за доброто на човештвото и никој од нас тие што се финансирани од проектите на Европа или од проектите на националните фондови, немаме такви можности. Проектите од типот Менхетан или проектот на Флеров во паралелниот, кога му пишал на Сталин да и они да направат нуклеарна бомба, ајде и јас сакам да направам, тие се луѓето кои што можеби ги гриза совеста, можеби и не. Можеби биле принудени, немале друг избор. Некои волонтирале. Волонтирал. Флеров самиот му пишал писмо на Сталин, тоа писмо е познато. Дека му рекол, ајде и ние. Значи, добро било. Океј, зашто само Америка да има? Треба да има противтежа, треба да има некаква рамнотежа во светот. Нека има и Русија. Океј, ако еден направил, нека направи и втората сила нека го направи тоа. Не само мој впечат кон него, генерално вие сте рационална личност и професијата ве упатува на тоа. Ова со Украина, што е рационално во еден таков конфликт? Вие покренавте иницијатива и собравте негде 250-60 подписи на угледни... 138 само. Добро. Не мислам тоа е доволно. Еве, нека е, да, со оглед, глас, со оглед на титулите сите да, доктори, професори на доктори на науки и универзитетски имаше професори. Имаше и интелектуалци обични, имаше. Листата, да, има тежина. Да. Колку е тоа рационално? Дали е тоа некоја утеха само дека еве и ние нешто може да направиме? Што може да придонесеме ние со тие подписи на тие луѓе? Дали допираме до сопствената совест или до совеста можда на руската интелектуална елита? Двојна намена. Се надеваме дека некој ќе го преведе сето тоа, ќе го пренесе до релевантните политичари, а оттаму релевантните научници исто ќе го добијат некако како информација. Значи не е лошо во некоја архива, во некоја обавештајна служба во Русија да седи тоа писмо дека и Македонија собрала 138 души од сиромашката и 1.900.000 ќе биде веројатно според пописот, така се слуша. Мала држава да собере толку луѓе за да се кренат да го гласот пацифистички глас да кренат против војна. Ние не повикуваме ни против Русија, ниту за Украина, едноставно ги повикуваме интелектуалците да влијат на своите лидери дома, да им кажат дека секоја војна на крајот се исцрпува хуманиот потенцијал,
и завршува војната со мировни преговори. Зошто мировните преговори не настанат пред да настане големата штета, пред да се генерира она како во видеоигра рушење на тврдини кои што потоа со стискање на думе како во видеоигри не може да се дигнат пак и да се обнови на екранот сета градба, а ликовите, односно хероите да заживеат. Тие се умрени луѓе, тоа се претворени во гробови. Значи им апелиравме и сега апелираме доколку еве некој од обавештајците на службите на странските служби на Русија и на Украина нека седнат автократот Путин и лекоумниот и лековерниот Зеленски кој што влезе со глава низ зид, со големи жртви, а можеше да се пресмета. Може би дека не треба да ги направи тие жртви. Го навлекоа, го наседнаа. Го наседнаа, затоа викам лекоумен, лековерен, им поверува. Сите викаат, ама глумец е, па добро, глумец беше и Роналд Реган, ама он потпиша мировен договор. Кои би биле мотивите да го навлечат за да влезе во? Па енергија. Ке се вратиме на темата наука. Науката кажува дека истражувањата што биле направени на територијата на Украина, веројатно кажале дека има голем енергетски потенцијал, сличен на оној сибирскиот Сибиргаз што е на оѓалиштата таму, слични по обем, се работи за 1,08 милиарди метри кубни газ природен. Тоа значи Русија би се отцепила од Европа, рускиот газ не би бил потребен за Европа, би се користил украинскиот за западна Европа. Така е. И тоа се мислите мотивите Мислам затоа Путин што да ја пушти таа армада во окупација на Украина. Така. Мислам дека е тоа. Бидејќи неговата специјалност, според докторатот негов, кој исто е така дискутабилен, затоа што луѓе тврдат дека други му ги напишале, меѓутоа темите се од неговите тајни истражувања. Он докторирал од геологија, од природни ресурси и економија врзана со природните ресурси да ја дигне Русија на повисоко економско рамниште со продавање на гасов, значи негов изум е така Ристова геостратегиски гледано, тогаш Путин не би се откажал од цела Украина. Не знаеме каде се наоѓалиштата. Може да се Некаде се, на исток од Волга. Не, тие се некаде во Црно море и видите, јас по литература некоја која што не е сосема доверлива, тоа се новинари кои што имаат напишано на таа тема, веројатно никој не може да дојде до тие тајни документи, да види каде се енергетските потенцијали лоцирани на Украина, да се знае. Уствари зашто е војната, да се покаже дека Европа си ја сака. Украина не дека многу ја љуби, Украина дека ќе има корист, како што имала корист од афрички земји, од Сирија. Само ресурсите. Алчноста е упрашање, човештвото генерално. Многу очигледно. И како една хуманистка и борец за правда, правдина, за еднаквост, една Мимоза Ристова мисли да се бори со таа глобална алчност на големите играчи на светската сцена. Немам намера да се борам. Мислам, ќе изгубам битката. Немам како да се борам, освен сатисфакција да го кажам своето генерациите да ме слушнат. Можда новата генерација која што јас ја воспитувам и моите деца и тие на факултет што ми се генерации исто се тие кои мои деца, јас ги воспитувам едновремено. Обштествено ги оспособувам, јас не само ги учам на формули, дека треба да отворат очи и да ги анализираат спектарот од човечката глупост и потенцијалите што ги има земјата и лошите научници кои што сакаат и политичари заедно да ја уништат и успеваат. Сите зборат за Марс, дека ќе треба да се пресели човештвото на Марс за да опстане, дека земјата е готова. Многу сте песимист. Не сум. Бев дел од истражувањата, мене пред 8 години работев на Беркли, една година бев Фулбрайтов професор таму. Таму еден огромен институт од 5 милиарди долари се изгради, или 50 или 5, не ми зимете за збор, се изгради за истражувања кои што се врзани со електрохемиски кели. Тие не се фотоволтаици, него се надградени фотоволтаици. Прават
напон, значи електрони шуплини, потоа тие електроните одат прават хемиска реакција и ја делат водата. Цепење на водата е создавање на кислород и на водород гориво. Или друг правец има вештачка фотосинтеза да направат вештачки лист за да може од сончева енергија само со вода и со уште други ресурси од воздухот CO2 дали азот и други, да се создаде првиот органски молекул метан. И метан кој ќе го создадете потоа со разни други реакции ќе може да се создаде храна, значи храна и енергенс на Марс и може да се сели човек. Не случајно го спомнав хемиското во тоа ваше физичкото. Да, сепак една мала сатисфакција која може да се дозволам за себе. Но ајде каде е ова глобално затоплување, уште тоа да ве прашам во струката, тоа се случува или е така малку ЕПП реклама, да не заплашуваат корените? Не, научни трудови си кажуваат дека температурата и покрај оние флуктуации нагоре-надоле, значи со периодика, со сончевата периодика од 12 години, 13, колку имаше сонцето, некоја периодична, во сончевите пеги, некоја периодична реакција. Значи, и покрај сето тоа, температурата расте, арно ама. 4 пати до сега имало глацијални периоди, значи се нашло дека ние сме имале пропаст, па поплава, па глацијален период. Од ледено доба. Значи, од ледено доба 4 такви циклуси. Значи, не е индустријата причината, тоа сакам да прашам. Не знам, никој не може да знае. Јас не може да ме убеда дека милениумски циклуси се во прашање. Милениумски, астрономски се тие циклуси. Теорија на Миланковиќ, српски научник тоа го најде. Теоријата на Миланковиќ кажува дека 4 глацијални периоди се всушност астрономски циклуси во кои што земјата влегува и ние сега влегуваме во еден таков кај што ќе се уништиме, па потоа пак ќе се создадеме. Така. Дарвин, човештвото, сега да искористам да ја прашам, ние сме од тој интелигентен дизајн насадени на земјава, спомнавте Марс ќе се селиме, или сепак Дарвиновата теорија, која ви е поблиска? Бевте во Америка, спомнате Беркли, таму има цели институти кои ја заговарат ова првата што јас ја спомнав. Како нарекува тој првата од Марс, дека сме дојдени од дека некој не наследил некоја сила на земја. Има логика дека имаме камбекови, дека расте цивилизација од кај ние немаме траги од таа цивилизација што се имала, мислам тоа се е уништено. Ако имало цивилизација еден момент и пропаднала, а ако дел од човештвото се спасило, зошто да не наблюдуваат, мониторинг имаат и гледаат кога е добро да се вратат, мислам, сината планета е Од таму се веројатно и поривите за освојување на космос од други планети, па и живот на Марс. Да се вратиме на ова наше вулгарно секојдневие македонско. Каде сме ние вак сега денес во глобалниот свет? Да режим падна, што дојде? Економски сме ранливи, етнички сме ранливи, уставно сме недефинирани. Каде се гледа како интелектуалец Мимоза Ристова и како аналитичар и на општествените, социолошките, политичките збиднувања во Македонија? Не ми придавате значење на аналитичар, јас сум само логичар некаков кој што лични анализи прави. Немам јас толкова познаење од политиките од меѓународната политика, од економијата. Јас само што читам и акумулирам и можам да донесам некаков логичен суд. Можам да кажам дека деградација на човековото општество постои секаде. Годината кога почна короната, ја бев таа година во Церн во Швајцарија. 2020 јас бев во Швајцарија. Чудно беше и таму, не се чувствував. Божја честитка, ве прекинувам, за нас ќе се најде ли таму или нешто? Ако е цен, ако добро ве разбирам. Божја честичка, најдена е таа Хигсовиот бозон, најдена е. Сега ќе бараат темната материја. Значи со следниот студир да се вратиме, тоа три емисии со вас и тоа некој што ги разбира тие работи. Јас ќе бидам малку смешен ако поставам прашање. Но ајде да се вратиме на ова денешно во тло македонско. Ништо, едноставно глобален процесот на деградација. Македонија е, јас ја чувствувам како пропаст. Ристова ќе не биде ли? Не знам. Мислам, навивам да не биде, а од друга страна имам толку скепса кон сите потези што ги влече владата. Дали се они толку виновни? Дали влада може да биде од просечни и подпросечни луѓе со чинета за да направи голем подем и промена нагоре? Мислам дека не може тоа, дека капацитетот хуман треба максимално да се користи
гениалците да ги водат работите, а не подпросечните и просечните. Значи не знам што да кажам, не можам да политичарите велат гениалците се добри за лабораторија, не се добри за терен. Ама какви? Ангела Меркел е теоретски физичар, она била добра и за решавање на задачи, и за решавање на сериозни проблеми, има сериозни научни трудови значи добрите научни. Криза на лидерство, немаме капацитет на неверојатна криза на лидерство. И јас гледам дека кризата на лидерство е од Америка почна. Не, ние имавме, предничавме ние кризата, ние го имавме Груевски пред Америка да го добие Трамп. Значи, кризата е од таму, кога може од онаков свет на гениални луѓе собрани. Америка го собрала гениалниот свет, сиот добар ген го има повлечено после 45-та година, после војната. И за време на војната. И за време на војната, значи, ги влеча толку и ги финансираете сите тие Фулбрайтови стипендии, повеќе има, десетина ги има видови стипендии. Луѓето имаат можност да останат таму и да работат и да придонесат за човештвото. Меѓутоа и таму има криза. Значи кризата е целосна. Ако можеше Америка да го избере оној Трамп и ако може Америка да го игнорира сите предлози за напредок на Бил Гейтс, кој што прави чуда од иновации. Кога може него да го игнорира, тогаш ми може арестова, мислам, никој ништо во Македонија. Клучот е образованието, сепак, еве за Македонија пак зборуваме, отворија мал милион факултети, речиси на секој камен, да не речемо секое село, да не вулгаризирам до крај, па сега нешто ги затвораат, па пак имали некој обединување. Се уште сме, нашите научни капацитети се дисперзирани. Треба ли да се соберат, условно да речем, на едно место во еден кампус? Кажете ми, сте чуле дека некој ќе го затвори некој универзитет? На вистина постои таква вест? Не зборев за универзитети, зборев за факултети по разни овие мали места по Македонија. Дисперзираните студии, тоа се собра, се централизира. Зборувам за универзитетите и сега се дисперзирани. Науката, кадарот е дисперзиран. Вие како научник се на еден факултет, ваши колеги се на други универзитети и факултети. Треба ли Македонија нешто да направи на тој план, некоја реформа во која науката ќе обедини на едно место, за да биде поефектна и поефикасна и порационална во крајна? Треба. Значи Македонија треба прво да поведе сметка да создаде база, јадро од млади научници што ќе бидат во земјава. Значи сите што ќе ги образуваме не им дава можност да останат, затоа што платите се неверојатно мали и сите сиот тој одлив на мозоци млади влијае на паѓање на рейтингот економски на земјата. Значи младите кои што си одат, тие прават напредок таму наместо дома да го направат напредокот. Значи, тоа е една епидемија негативна цела на тоа иселување. Тоа е Балканот, страда од таа епидемија, а погодени се многу Македонија, Хрватска, Бугарија, Црна Гора, страшно губат население и тоа младо, работоспособно, високо образувано, квалификувано и развиена Европа ги абсорбира, нема комплекси, ги финансира, ги плаќа, нуди подобри услови за не само за живот, воопшто за развој на. Германија абсорбираше толку многу, мислам се очекуваме Германија да направи некаков огромен бум, само што влезе во буџетски трошоци за воена индустрија. Да, иначе они не ги земаат докторите нас. Не знам која е бројката на доктори што отиде. И еден график која го видов покажа дека Македонија има на 10.000 1, нешто доктори, а они имаат 8, нешто доктори на 10.000 населени. И после лошо се справуваме со короната, со пандемијата. Лошо се справуваме затоа што ги пуштивме луѓето да си одат, а луѓето се клучниот фактор. Нешто малку сакам да прошарам. Нема да ми се налутите, ви спомнав пред малку околу ова терминот и како појава. Што вели современата наука за метафизика? Спомнавме интелигентен дизајн и така натаму. Што вели квантната физика? Има ли светови некои околу нас? Насетува ли нешто физичката наука околу овие теми и прашања? Да, многу интересно, да. Видете, прво, самата физика оди до таму да почне да се меша со метафизика, кога не може да ги објасни појавите, например, темната енергија, темната материја. Тие се нешто што може би ќе искочи дека се некако вид на
душа, Околу енергија. темната материја спомнавте тоа во ЦЕРН што Не, темната материја е во екселерат. космосот. Во космосот има материја што не може да се објасни. Космосот е во експанзија, се шири, у инфлација е. Бегаат планетите една од друга, од центарот на космосот и бегаат една од друга, а по законот за гравитација не би требало да бегаат. Што ги тера да бегаат? И го номинирале тоа име, темна материја, темна енергија. Значи, темната енергија е некоја енергија што го тера космосот да бега, повеќе од колку што по законот за гравитација би требало да се Може би шири. да констатирам, ќе погрешам и ќе вулгаризирам. Колку е силна, условно да кажем, физиката, толку е силна метафизиката. Има некоја равнотежа, некаква диалектика меѓу нив. Па, вероvatno е, оваа темна материја и темна енергија, вероvatno ќе се изроди нешто, некој повисоко ниво од знаење треба, него она што го имаме сега. И експериментот во ЦЕРН наредниот што ќе се направи на судир од многу повеќе тера електрон волти, не знам колку точно беше, 11, мислам дека беше, кои ќе се судрат, можеби ќе се добие одговорот на тоа прашање. Значи има многу работи кои што нема физиката објаснување за се. И дај Боже да нема, иначе што ќе прават после ако се објасни? Спомнавте темнината, космосот, бескрајот. Колку тој може да влијае врз еден човек, врз единка, врз вас? Верувате ли на хороскопот, на астрологијата, на... Да, вака, секако дека ако се работи со закони на гравитација, ако се работи со распоред на планети, во моментот на раѓање ќе се добие друга карта, него ли неколку минути понатаму или во една година, односно во еден квартал, односно не знам, во еден месец може да се погодат таква неравнотежа во сончевиот систем, а не збориме за космосот. Некаде некој имаше Деникен, мислам, имаше кажано дека или некој друг физичар. Имаше кажано дека глупости, вика, бабицата што го вади бебето има поголема гравитациона сила на привлекување помеѓу двете тела, бебе со бабица, него ли месечината. Не е точно, пресметав. Многу повеќе е месечината влијателна, него ли многу повеќе. Мора да има. Јас лично не сум имала досега хороскоп кој што ќе речем вау, све ми погодија. Нешто статистички 50-50 што е незначително за мене да Еден дел во делот на забавата, другиот дел сепак во делот на метафизиката. Так. Каде натаму професор доктор Мимоза Ристова со работата, со кариерата, останувате овде, имате проекти за надвор, ви се работи надвор повеќе, претпоставувам, заради таа системот, организираноста, почита кон научната мисла. Да, точно тоа. Сега бев во Москва пред малку. Пред неколку дена пред да почне војната, јас бев во Москва. За малку ќе бевте во Во репортерот. Дубна, да. Во Дубна бев, тоа е Центарот за истражување нуклеарни, Мирнодопски, не е Курчатов институтот кој прави само воени истражувања. Овие работат луѓе неверојатно многу и сакав да ги поврзам на нашите студенти со можностите да одат да истражуваат таму, затоа што ние немаме јадро за да можеме институција да формираме. За да побараме Европа да ни направи институција некаква, ние треба да имаме луѓе, хуманите ресурси се избегани и треба да ги креираме од нула. И сега јас мислев да почнам да праќам во ЦЕРН, меѓутоа еве уште не сум добила прилика јас од државата која што немаше ни во времето на Заев немаше слух да го погледне елаборатот што го направив за патоказот за за учество во проектите на ЦЕРН. Ниту пак сега уште не сум дошла на ред да можам да добијам прием кај министерот за образование прво за еден нов проект за кој што сакам да ви помнам. За мојата иднина и за иднината на Балкан. Не оди ли тоа преку факултетот по организираност, поголем притисок врз политиката? Не. Или вака индивидуално научниците си? Личните контакти се присудни, не е тоа хиерархија. Мислам, мојот декан, уште помалку мојот ректор кој појма нема од проблематиката, мојот декан барем е физичар, не може да направи врска со Спомнавте функции универзитетски, ви се седнува на тие столчиња, декански, ректорски може? Воопшто, ми се седнува на едно ново столче кое што сега ќе ви го откријам.
Има иницијатива на која што веќе 4 години работам, да се направи мал ЦЕРН за Балканот. Иницијатор на иницијативата е двојниот директор на ЦЕРН, сега има 99 години, професор академик Хервиг Шопер. Мој пријател веќе ми стана личен. Шопер го направил тоа, го ископал каналот од 27 километри, по тоа е познат. 27 километри канал за акцелераторите во ЦЕРН за да го направат судирот голем помеѓу протони и антипротони. Шопер направил иницијатива која што ја нарекува Science for Peace, мислам мировен проект и проект Science Diplomacy и Science for Diplomacy, значи така се вика тие наука за дипломатија за наука, кај што се собираат научниците во една институција од цел регион, како што се во ЦЕРН. После војната ЦЕРН е формиран 53-та месечини година, тука некаде, од скарани и завојувани страни, значи тука нешто е Германија. На времето на Балканот Винча од тој тип нешто работеше, така? Сите имале они, Винча, Руџер Бошковиќ, Јожеф Штефан, трио од држави кои што добиле држави, тогаш биле дел од Југославија, значи републики, добиле нуклеарно-истражувачки институти. Југот останал без ништо. Сега оваа иницијатива е 10 држави, екс-Југославија, плюс сега веќе и Косово, нели, како дел од Југославија, Грчка, Бугарија и Албанија, да се здружат 10 држави да направат еден институт кој што ќе третира пациенти од рак со помош на јонски зраци. Тоа е нешто ново што го нема. Не е ново сосема, меѓутоа е во експанзија во Европа и во светот. Професор Гедо, чии уши ова треба да допре? Ова допре до ушите на Заев, јас на тројца министри им го презентирав, тогаш беше и сега Драги треба да Рашковски. дојде, Сега треба да дојде до новиот премиер и чекам на ред прво да дојдам до кај новиот министер за образование и наука. Не успеа мојата соработничка, значи ние сме представници, јас и една колешка од министерството сме представници, односно сме во стиринг комити. Тоа е телото управувачкиот одбор на СИИСТ, се вика, тоа е институт за одржливи технологии на земјите од југо-источна Европа, СИИСТ долго име. Тоа има веќе план и направена е веќе голем проект и само треба да се здружат земјите, да потпишат и да тргнеме да градиме. Ова ваш повик, макар микронски дистрикт и Цивил прес студио, може ќе помогнат, да се надеваме. Да, фала. Дистрикт Цивил прес студио, Мимоза Ристова, ви благодарам. Фала што ме вика.